Па да би кажувал за мене некој работи као најстар фотограф во градов, би требало да кажам нешто и за мојот покојни татко, од каде го научив занаатот. Татко ми, како што знам и ми кажувал, занаатот го има учено у Ѓорѓе Попов во Скопје, кој бил негов зет за сестра и еден меѓу првите фотографи во Македонија. Така да се стегнал уште у тоа време, за време турско, со квалификации и знаење за обработка на целокупната фотографија. Уште во турско 1894 година, кој му помогал татко му, мојот дедо Мануш, купил Райзех камера, така наречена, и почнал да работи портрети, фотографии и други, но како тога немало уште ателја формирани, работел одел и по други градови. Така да за време турско има работено сопствено ателје известни години во Софија, потоа се враќа назад во Македонија, каде во Скопје отвора сопствено ателје, тоа негде околу 1910 година. Па се до 1925 година има држано ателје свое у Скопје на местото качи бившата бања Вардар, близу тука до покрај Вардар. А од 1925 година се преселува у Велес, каде и остануваме као велешани. Ја почнав од голема љубов, идејќи надвиќан, ја засака фотографијата, да почнам да работам уште као дете од своји 11 години. Прво почнав, што викаме ние као чирак, и со објаснување на татко ми што значи фотографијата, дека таа е еден поглед кон животот, дека колку повише работиш и ствараш преку фотографијата, толку повише и знаеш. Првите совети ми беа од татко ми да добро го ценам изворот на светлоста од каде иде. Да пазам да не работам против светлоста, контра светлоста. Да се ограничувам од спорените светлости. И така натакај. Оваа фотографија е направена после Првата светска војна во Скопје, сите фотографии, меѓу кои и татко ми, у чест кога почнале за прв пат да работат на фабричен материјал. Тоест тоа се плочи од Люмиер, француската фабрика. Оваа фотографија е направена во 1928 година Конгрес на фотографите од Македонија. Овде ке ми се ликовите познати
татко ми, Дамаскин Манушев, фотограф, Пане, фотограф од Штип, Георги Попов, фотограф од Скопје, овде е Кушев, Илија Кушев, фотограф од Неготино. Другите ликови не ми се познати, а се фотографи од Македонија. Оваа фотографија е сликана за прв пат во Тито Велес, кога пред 900 година, после венчавката, у црква направена невеста, инаку е фамилија Боцеви на сликата. На оваа фотографија се двајца најстари фотографии од Македонија, Пане Лазаров од Штип и татко ми Дамаскин Манушев од Велес. Сликано е од прилика 1925 година. Оваа фотографија е сликана во 1896 година од татко ми на место Стакојник во Велес. Па сега видите, уште од своите млади години, 2-13 години кога наполнив, се вроди кај мене една голема љубов кон стваралештво по пат на фотографијата. Така да, уште од тие години почнав, плюс портретите во ателјето, да снимам и разни наши обичаи, кои што се обичаите на прочка. Идева младинци, унакитени носи. После имам сликано разни ора со тапани на населбата Којник, на Мегдан, сликани веселби у црквата Свети Пантелеимон, свадби и други настани. У миналото време во нашиот град Велес имаше и музикален живот. Имаше друштва, например, во Лажионицата, имаше плех музика. Од 30 година навакај имаше и тамбурашки оркестар. После тоа имаше музичко друштво, најпрочуено у градот, на спортското друштво Горски. Потоа имаше тамбурашки оркестар у гимназијата и други. Сите овие фотографии се снимени од мене. Например, тамбурашкиот оркестар во Лажоница сликање околу 1930-31 година. Плех музикава исто така околу 35 година. Друштвото Горски го имам сликано у 1936 година, а тамбурашкиот оркестар од гимназијата у 1939 година. Прв пат, значи тога 39 година, се собра големи маси се собраа во монополот и почнаа да скандираат "Бадаме леп", да почнат по улиците да одат со свикање без да се плашат од никого. Така да тие мотиви ги сликав ја од почетокот. Се најдов ја меѓу демонстрантите кои почнаа и на мене да маваат овие џандарите и пандурите со скундаци, така да почнаа и да ме газат и апаратот ми го траснава со еден кундак. Од 20 отрднав од нив. Тога сликав ја еден филм од 8 пози и еден филм од 6 пози. Прв ме затворило сите демонстранти,
стане и скандирање после демонстрантите, ме тепава долго време и од скриените филмови, кои успеав да ги скријаме на 6 снимка, после ослободењето, после војната, доброволно ги дадов на Вадар филм, од каде, од кај се црпеше изворите за правење на краткометражниот филм Бараме леп. Во 1941 година, на 6 април, кога почнава да зујат првите авиони, во Велес се појави прво еден извиднички авион, потоа си отиде, а по него германските авиони наречени штуки. И почнава да сеат бомби. Ја во тој момент се навоѓав баш пред вратата на куќата. Страшни експлозии имаше и во нашиот двор. Сето мало беше страховито разрушено. После бомбардировката озедов фотоапаратот и направив на сето мало снимки како изгледаше нашето мало или Велес на 6 април 1941 година, бомбардиран од германците. Овие фотографии ми се начини во 1945 година при владата уште кога беше Тито Шубашич и како Велес се изјасни народот да не го сака кралот, а го сака другарот Тито. Тоа беше една манифестација, демонстрација, меѓу кои бев и ја, и тој значаен чин го фотографирав у повише пози. Па, пропуштени мотиви од мојот живот, кој ми е доста криво у животот е тоа што во Партизани нема фотоапарат. Ја отидов со пушка во Партизани, ама не носев фотоапарат. И тоа ќе ми остане вечно жал, оти како командир на чета у Партизани имавме такви окршаи и борби со непријателот, блиску, у прса што се вика, ја не можев да оделам на тие, да одолеам на тие моменти, да не фатам некој снимак и да има трајна документација. Ама, животот си прави своето, се прават и пропусти. Овој апарат, клап камера се вика 10-15, е купен во 1930 година. Со него и овие сите апарати го имам животот поминато, кои ми се драги и драга успомена и многу спомени оставени и споени со мојот живот. Со оваа камера 10-15 цај Сикон имам правено многу фотографии надворешни. Одено со точак, тука од Велес, надоле Згрополци, Градско, по караули, разни манифестации, свадбени поврхи сликано, други работи, исто така сликано надвор, деца облечени убави носи на прочка. Со овие два апарата ја имам демонстрацијата сликано
на незапослените монополски работници под името Бараме Леп на 16. јануар 1939 година. Тој апарат ми беше разлупан и тука се познава од овие джандарите кои малаат тоге на мене со кундаци и од два го склопив и го спасив. Овие фотографии ми се најдраги мене у животот. Ќе почнам од голово дете. Ова сум го снимал дете на име е Стеван Ѓорчев, колку што знам по професија е правник сега, во 1940 година. Голем мерак имав уште тогај да направам една уметничка фотографија од голо дете. Бев повикан од татко му да го сликам синот негов, што ми стана и големо задоволство. Оваква фотографија уште тога имаше примитивни блицеви, можеше да се сними, но ја сакав да го сликам на дневна светлост, бидејќи вие контури и вие тонови со вештачка светлост не може да се добијат. Така речено, фотографос е стара грчка дума, што значи цртање со светлост. И након подолго време, потрошив едно 10 плочи тогашни со клап камера 10-15, успеав да добијам оваа ретка фотографија, ретка уметничка слика. Оваа фотографија е моја идеја уште од помлади години. Имав желба да го оковечам, да биде една вечна фотографија од нашиот убав град Велес, да направам една ноќна снимка. Така дојдов на идеја и во 1960 година, зимно време, снимана ми е од Стармос со камера 6.9 Супер Иконта на ногари со долга експонажа и успеав да добијам оваа прекрасна ноќна фотографија од нашиот град Велес. Оваа фотографија донее нашето мило Скопје и него сакав да го имам целосно као што беше у тоа време. Еве како гледате, нема ни еден автомобил уште по улиците. Тоа ми е снимано во 1954 година. Се качив на керамидите на зградата Ибни Пајко и оттаму го сликав со камера 6.9. Неколку пати повторив и идев за да би ја добил оваа убава светлост, каде се гледа Скопје, зградите кои ги нема сега офицерскиот дом, Народната банка и горе водно. Тоа општо постои една пословица, не е важен апаратот, а не замено општо за фотографијата, туку е важна особата која стои позади него. Секој фотограф при своето подолго работење има и некоја неостварена желба. При толку работење јас забележувам една фотографија која треба да ја направам на левиот дел од градот, реката Вардар. Тоа е еден пейсаж кој се појавува зимно време, кога горат ќубињата и од оджаците испаѓа дим. При појавувањето на слонцето се појавува една убава, крупна силуета од самиот град. Но, ако ми се оствари можност, ќе направам и таа фотографија. Во 1974 година на штандот
една јапанска фирма демонстрираше некои колор фотографии на порцелански чинии. Ја прилично се задржав и видов како се работат и ја демонстрирава. Тоа всушност беше колор слика, обична, се лепи на тањерот, со додаток на некоја течност. Со таа течност се става у една нивна печка, всушност печките ги продава, и након известно печење од 15 минути, на температура од 50 степени Целзиеви, се вади чинијата и се добива таа колор слика, која е само за употреба, за домашна употреба. Домашна температура може да поднесе тој порцелан и таа фотографија. Ја си задав една задача да ја лично направам порцелан фотографија во колор. После 2 години на вршење експерименти, дојдов до прв пат до резултат да нанесам боја на порцелан. Бидејќи бојата на порцеланот не стои, порцеланот е тврда материја, мојот пронедок, тајната се састои од това, да пронедов едно провидно платно, кој се налепуе врз контурите на фотографијата, и на тоа платно ја ги нанесувам боите. Тие се неоргански бои, надглазурни се викаат, и кога ќе биде сета операција извршена околу боењето и нанесено посебна глазура, се пече наново на 850 степени Целзиеви, након при кое печење се утапа бојата во порцеланот и така останува вечито трајна. Па уште од својата младост, кога почнав самостално да работам, со голема љубов и со голема желба сите портрети ги работев. Исто така, кадри шујдава кај мене, као ученици, чираци, калфичиња, ги воспитував у тој дух да гледаат, да бидат добри мајстори, да ги зимаат сите убави особини на занаатот, на фотографијата, и да се воспитаваат у тој дух целокупно да познаваат фотографијата. Сега колку имам изработено, не можам да кажам тоа со бројки и илјадници, него тоа се со сандаци, плочи или негативи през мојот живот. Сега сум на 64 години, така да преку 53 години имам ефективно работено. Од моите помошници што биле ученици, па околу 15 нив со животот, повише или помалку, имаат повише од нив и собствени работилници, се оформени како луѓе, и на сите истото сум го викал, дека фотографијата, думата фотографија, еден голем појам е во животот. Денеска човечанството не може да го замисли животот и напредокот на луѓето без фотографијата. Јас сега сум веќе, како реков, 64 години, кон крајот на работниот век, оставив колку што можев богатство и од знањето, и од традицијата на нашиот дуќан, така да има наследници кои работат преку овој дуќан сега.